Генерално, тоа беше еден од топ приоритетите на Министерството за внатрешни работи во однос на родовата еднаквост, која што морам да кажам дека не само на ниво на дискусија, туку се презема низа на чекори да се подобри во овој дел состојбата и јас сум горд што имаме навистина видливи резултати. Работевме заедно со ОПСЕ, работевме со нашите меѓународни партнери на посебни програми за родовата еднаквост, на зголемувањето генерално на бројот на припадничките на македонската полиција. Еден од посередните предизвици беше како е можно да вклучиме што е можно повеќе жени и во раководните структури и на оперативно ниво. Значи не само на Министерството за внатрешни работи, туку Бюрото за јавна безбедност и сметам дека се покажа дека не само што имаат капацитет, туку имаат и храброст, анима, интуитивност, посебни чувства на одговорност, чувство на припадност, која што сметам дека е посилно него кај мажите и така натаму, сето тоа допринесува да бидат исклучително добри на раководните позиции кои што ги имаме. Дополнително се мотивираат и кандидати за полицајци кои што од година во година нивниот број расте и навистина е добро што во целиот овој период низата на активности кои што ги преземаме како раководство и утврдени приоритети имаме зголемување од генерација во генерација на бројот на жени кои што се явуваат за кандидати за полицајци. Некаде 2018 година имавме околу 13% жени од кандидатите кои што беа на обука. Сегашна обука практично 2021 имаме преку 18% кандидати за полицајци кои што се жени. Така да работиме на посебни програми во делот на обуките, ги прилагодувавме на потребите се со цел да јакне родовата еднаквост. Можеме да констатираме дека присуството на жените во специјалните единици, во антитерористичката единица, во единица за брзо распоредување, нивно учество рамо до рамо како секој еден припадник во полицијата, личното вооружување, информацијското вооружување, сето тоа покажува дека ова дискусија за родова еднаквост ние во Министерство за внатрешни работи ја преточиме во една сериозна акција. Мислам дека и низа на активности кои што се преземени резултира и во делот на колективниот договор кој што го подпишуваме сега во Министерство за внатрешни работи. Една од клучните работи во договорот е дека ќе имаме говор базиран токму на родовата еднакво. Значи родово сензитивен говор кој што за прв пат се воведува не само во МОАР, туку во било која од институциите и сметам дека сите овие активности мора да бидат и мотивација повеќе за општеството, креирањето на јавната свест генерално и не само да биде тема на дискусии, на средби, на трибини, на дебати и така натаму, туку навистина да преземеме низа на чекори кои што ќе покажат дека рамо за рамо можеме заеднички да се грижиме дури и за нашата заедничка безбедност. Да, секогаш може подобро, убави се овие информации што ги добиваме и од Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана. Господин Мојсовски, повторно ќе се фатам за бројките, кои сме кај министрот за внатрешни работи, но пред тоа колку во Министерството за внатрешни работи жените се дискриминирани или колку, да речем, нивниот авторитет е подгазен само затоа што се жени, ако сме кај бројките колку жени имаме во Министерството за внатрешни работи и дали повеќе генерално јавноста смета дека жените завршуваат во администрација, а не на терен, бидејќи сте министер во Министерството за внатрешни работи. Какви се бројките таму? Јас напоменав дека ние во МВР таа дискусија за родовата еднаквост ја направивме веќе акција во
превземање на конкретни чекори на мерки и апсолутно не може да стане збор за нити за дискриминација, ниту за намален авторитет на било која припадничка на македонската полиција. Зошто? Заради тоа што многу е важно прво да имате еманципирани жени, да имате образовани жени, да имате економски силни жени и тие со ништо не можат во општеството да заостанат во овој дел. Мислам дека беше потребно да се сруши тој стереотип дека можеби и работата во безбедноста е машка работа, дека тоа не може да го прават жени и така натаму. И тоа успешно е направено. Јас ќе кажам дека голем дел од раководни, високо позиционирани жени имаме. Државната секретарка е жена во МВР, имаме помошници на министерот жени, имаме помошници на директорот на Бирото за јавна безбедност, имаме началници. Само во последниот период ќе дадам како информација, имаме 60 жени на раководни позиции именувани во последните 2 години само на ниво на Бирото на Министерството за внатрешни работи. Факт беше дека до 2017 година на оперативно ниво немавме жени кои што ќе можат да раководат и оперативно да ги спроведуваат сите наши приоритети. Јас сум горд што за прв пат во 2017 година, некаде при крајот, именувавме командирка на полициска станица, жена, и тоа не било каде, туку во општина Теарци. Албанка жена која што стана прва командирка на полициска станица и отвори можност и перспектива. Сега, например, најголемиот граничен премин во државата, Богородица, го раководи жена. Началник на поделението за внатрешни работи во Кавадарци е жена. Началникот на Крим полиција во Прилеп е жена. Говорам за оперативни и поголеми места. Командирка на полициската станица во Кисела Вода е жена. И низа на други оперативни позиции кои што ги имаме. Така да, апсолутно е важно тие да бидат професионални, да бидат добро обучени, да ги исполнуваат критериумите на висок политички интегритет, на честност, на одговорност, на посветеност во работењето. И мислам дека само тоа е основниот критериум од кој што можеме и мораме да се водиме при поставување на раководни позиции. Така да во тој дел настапуваат со исклучително силен авторитет, меѓутоа и со многу силни резултати во оделите во кои што ги водат жени. Така да, јас апсолутно сметам дека се отвори пат, имаат силна мотивација, добар потик да се надпреваруваат, да учествуваат на интерните огласи, затоа што во транспарентна постапка ги поставаме сите тие раководни позиции и се повеќе жени од ден во ден се мотивирани да дојдат на некоја висока позиција. Така да се сруши таа табу тема во која што само администрацијата беше резервирана за жените. Напротив, еден голем дел на жени раководат и во оперативниот дел, меѓутоа и желбата, напоменав дека за учество на жени во македонската полиција се зголемува и преку статистички податци. Да, не е и не треба да бидат бројки, меѓутоа само бројката е тоа што може да измери колку било присуството на жените во наша некоја блиска иднина пред 2017 година, колку е сега. И јас посакувам да ова биде преточено секаде во општеството. Дури имаме сегменти во кои што жените доминираат во општеството сега. Ќе го напоменам судството, ќе напоменам обвинителството и така натаму. Мислам дека доминираат и треба апсолутно да се поддржат, затоа што исклучително добри раководители, водачи, оперативци постојат без разлика дали се жени или мажи. Благодарам.
оружје. Каква е ситуацијата со специјалните оддели и единици во МВР, како Тигрите? Има ли таму жени? Дали постои специјален оддел за балистика, каде што исто така има жени? Да, напоменав јас дека дури во одделот за специјални полициски операции, во кој што се наоѓаат двете најелитни единици, а тоа е специјалната антитерористичка единица Тигар и единицата за брзо распоредување, имаме припаднички жени. Морам да напоменам дека тоа се две единици кои што представуваат столб на безбедноста на државата. Посебно сакам да ја издвојам САЕ Тигар. И за да бидете дел од таа единица мора да се поминат специјални обуки кои што се исклучително тешки, во исклучително екстремни услови кои што трајат од 6 до 9 месеци. И сум задоволен што на последните интерни огласи има интерес, се пријавуваат жени и ги поминуваат обуките. И за единица за брзо распоредување и за САЕ Тигар. А самото учество рамноправно во оваа единица, како припадник на овие две единици, подразбира дека се користи вооружување, лично вооружување сите полицајци користат, а дополнително се користи информатското вооружување на овие единици и рамноправно, како и секој еден полицаец, учествуваат во многу тешки, многу ризични акции кои што се спроведуваат скоро секојдневно при апсење на опасни лица, посебно во задела од областа на организираниот криминал, трговијата со дрога, оружје и така натаму и така натаму. Така да, нашата цел ќе биде да мотивираме што е можно повеќе припаднички на македонската полиција да бидат дел од овие специјални единици. Вториот дел од прашањето што се однесува на одделот за балистика, која што е во рамките на оддел за криминалистичко-технички истражување и вештачење, или како ние го нарекуваме ОКТИВ. Прво, началникот кој што раководи со ова, односно началничка раководи со оваа единица, доктор Гавриела Косковска, а секако дека инаку репрезентативец во шах на Северна Македонија, а инаку посебно и во одделот за балистика имаме жени кои што учествуваат, кои што се дел од работниот процес на вештачење во рамките на Министерството за внатрешни работи. Така да нема сегмент во кој што нема вклучено жени и кои што активно придонесуваат за безбедноста на државата. Апсолутно нема сегмент во Министерството за внатрешни работи во кој што немаме лица, жени кои што се одговорни. Дури имаме и во одделот за обезбедување на определени личности и објекти. Имаме жени кои што обезбедуваат и подпредседатели на влада, и премиер, и така натаму. Значи, секаде се вклучени во рамките на целиот работен процес на Министерството за внатрешни работи. Договор во кој што се вклучени и оние кои што се занимаваат со спорт или се тренери, дали конечно со тој нов колективен договор и спортистите го добиваат заслуженото внимание и пристап? Да, ние подпишавме нов колективен договор со Македонскиот полициски синдикат после преговорите. И секојаш идејата е да ги решите прашањата кои што биле отворени претходно, кои што се ги согледале во нормалното функционирање. И можам слободно да кажам дека овој колективен договор е револуционерен во споредба со тоа што било претходно. Заради повеќе факти, едниот го напоменав дека родово сензитивниот говор превладува и во колективниот договор, и родово сензитивниот речник би бил нешто што се користи веќе во Министерството за внатрешни работи. Покрај другите
придобивки кои што ги имат полициските службеници, се не би говорел од тие други аспекти. Меѓутоа, едно од прашањата беше и во однос на припадници на македонската полиција кои што се спортисти, тренери и така натаму, да го надминеме проблемот кој што го има во сите изминати години претходно. Значи, претходно, ако било кој припадник на македонската полиција учествува во некаква спортска селекција, репрезентација и така натаму, мораше да земе неплатено отсуство или денови од годишниот одмор. Сега тоа го решивме со тоа што добиваат сите платено отсуство ако учествува во било каква државна селекција или државна репрезентација. Затоа што сметаме дека спортот не треба само декларативно да го промовираме, туку треба да преземе конкретни чекори за тоа, заради тоа што спортот е пред се начин на живот и треба да бидеме горди што е можно повеќе припадници во Министерството за внатрешни работи да го живеат спортот и во институцијата. Затоа што во најголемиот дел од единиците едноставно не може да се работи ако не сте спортист. Не може да работите ако немате здрави спортски навики и во тој дел мислам дека направивме добро решение. Ги мотивиравме македонските полициски службеници наместо да се откажуваат од спортските активности во федерациите, напротив, да имаат желба да бидат дел од нив, активно да учествуваат и да направиме и добри услови да имаат спортски активности во рамките на Министерството за внатрешни работи. Јас ќе напоменам дека после 20 години првпат се набави целосна спортска опрема за секој припадник на македонската полиција. И второ, после може повеќе од 40 години во овој момент заедно со Фудбалската федерација на Македонија ги реконструираме сите спортски терени во полицискиот центар Ѓорче Петров. Тоа е еден придонес кој што го правиме во јакнењето на јавната свест во однос на тоа како треба да се однесуваме во делот на спортот, заради тоа што ако погледнете од искуство и низ животот, само преку учество во спортот, спортските активности, во колективниот, во единечниот спорт, можеме да заклучиме дека тоа се сеќавања кои што остануваат за целиот живот и сеќавања кои што ги пренесуваат на идните генерации. Така да цврсто стоиме на тоа да направиме се, не да го промовираме, туку и да го поддржиме